братче Ѓорџ. Ова е мама прасица, а ова е тато прасе. Прасинцето Пепа. Час по физкултура. Пепа и незините другарчиња денес имаат час по физкултура. Ајде да провериме дали сите имате опрема за часот по физкултура. Педро носи костум на суперхерој. Педро, каде е твојата опрема по физкултура? Таа е дома, мислев дека треба да се маскираме. Следете ме, деца. Ова е физкултурната сала каде вашите мајки и татковци доаѓаат да вежбаат и да уживаат. Дали сите се забавувате? Да, навистина, многу се забавуваме. Вашиот денешен наставник по физкултура е дедо Зајко. Каде е? Здраво, деца! Дали сте подготвени за истражување? Да, дедо Зајко. Дали и ние треба да го правиме истото? Не, тоа е само за спортисти како мене. Не за мали истражувачи како вас. Ние не сме истражувачи. Јас ќе направам истражувачи од вас, но ти изгледаш како некој суперхерој. Јас само се преправам. Преправањето е добро. Точно. А сега, да се загрееме, сите трчете во место. И тресете ги рацете. Сега тегнете ги. Тегнете. Мишајте се како желе. Одмор. Сега сме сите загреани, можеме да почнеме. Што да почнеме? Вашата авантура. Сакам да си замислите дека во оваа соба е џунгла. Ама не наликува на џунгла. Каде се дрвјата? Вие треба да си го замислите тоа. Дрвјата дожд од брзата река која тече по вашите стапала. Вашата прва авантура е да одите по оваа греда преку реката. Тоа е лесно. Но е ноќе и дува ветер. Што? Такво беше времето. Беше една темна и олујна ноќ. Имав една голема авантура. Спремни? Ама не дува ветар и не е ноќе. Но вие треба да си замислите. Сите ја преминаа замислената река безбедно. Ура! Одлично, мои мали истражувачи. Што е следно, дедо Зајко? Вашата следна авантура е да преидете преку во мочуриште преполно со крокодили. Јас не гледам ниту еден крокодил. Треба да си замислиш. Да им покажеме на овие крокодили кој е главен. Одете си вие лоши крокодили. Кој е главен? Дали некога си преминал преку мочуриште со крокодили, дедо Зајко? Секако дека сум преминал. А дали се уплаши? Но колку толку, тие беа уплашени и од мене. Подготвени? Не заборавајте и вие да викате. Сите го поминаа замисленото крокодилско мочуриште безбедно. Одлично! Која е нашата следна авантура? Ова е стап! Големите атлетичари скокаат преку него. Еве вака. Но вие може да си замислите дека тоа е крокодил и да ползите меѓу неговите нозе. Дали некогаш си ползал меѓу нозе на диносаурус, дедо Зајко? О, да, еднаш кога одев низ џунгла, кога се сопнав и паднав во загубениот свет на диносаурусите. И толку. Сега вие излеговте од џунглата. Ура! Ахо, дали имавте интересен час по физкултура, деца? Да, мадам Газела. Сега тие се вистински мали истражувачи. Ние преминавме река. И преминавме преку крокодилско мочуриште. И лазевме под еден диносаурус. Навистина ми се допаѓаат часовите по физкултура со дедо Зајко.